Добро вечер. Со информациите за најважните настани што го одбележаа денешниот ден во Полошко започнуваме веднаш. Со евангелскиот поздрав Бог се јави, навистина се јави, православните верници денес го одбележуваат празникот Богојавление, кај народот познат како Водици. Во Тетово централното одбележување се одржа во соборниот храм Свети Кирил и Методи. 54 годишниот Миле Стојановски го фати осветениот крст. Прославувањето на крштевањето на Исус Христос, Богојавление во народот познато како Водици, беше причината на денешниот празник во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово да дојдат голем број верници. На светата божествена литургија чинно начествуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Чествувањето на празникот продолжи пред базенот во црковниот двор, каде митрополитот господин Јосиф изврши голем богојавленски водосвет, пошто го спушти осветениот крст. Од тројцата верници, Миле Стојановски, Мирослав Аврамовски и Душко Стефановски, најбрз беше највозрасниот, 54 годишниот Миле Стојановски. Ай, готов. Дамјан, ајде, готов. Се викам Миле Стојановски од Тетово. Живеем на Поток. Ова ми е второ фрлење, сум се фрлял 2003 година. И тога го фатив крстот и денеска среќата ми се насмеевна, го фатив крстот во Фала лепо во Шадрванот. Многу сум среќен и сакам на љубо сите православни христијани, сите да им е убаво, мир да има, слобода да има и тоа. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. На прославата на Водици во Гостивар крстот го фати 25 годишниот гостиварец Горан Божиновски. Светиот крст во водите на Вардар го положи митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, а на чинот присуствуваше и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. 25 годишниот Горан Божиновски од Гостивар беше најсреќниот меѓу 30-тината гостиварци кои скокаа во водите на Вардар по Светиот крст на прославата на големиот христијански празник Богојавление во Гостивар. Минусните температури не ги исплашија и предомислија момчињата да бидат дел од традицијата на Водици. Чувството е прекрасно. Значи прв пат го фаќам, втор пат се фалјам. Крстот значи прв пат го фаќам годинава. Нека е за многу години, да има среќа, здравје, напредок, да живее Република Македонија и да продолжи ова иницијатива години, да се живи и здрави сите. Амин Боже. Господа ти даде. На чествувањето на Богојавление во Гостивар присуствуваше и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. На гостиварецот што го фати крстот во име на партијата му подари икона и лаптоп. Честитки и подароци среќниот Горан доби и од иницијативниот одбор. Господа те жениме први нова година, па све друго. Ајде. Фала ви. Ова е од ВМРО ДПМН лаптоп. Фала ви. На икона. Фала ви.
Помогнете му да ги земе. Прославата на водици започна утрово со света литургија во соборниот храм Пресвета Богородица. Голем број верници беа дел од литијата што по литургијата тргна од црквата, па преку централното градско подрачје се движеше до малиот мостот каде митрополитот Тетовско-Гостиварски, господин Јосиф, го положи крстот во реката. Ова е втора година поред како богојавление во Гостивар се слави со положување на крстот во реката Вардар. Традицијата после речиси 7 децении пауза беше возобновена лани на радост и задоволство на верниците кои масовно ја поддржуваат. Годинешната манифестација се искористи да им се одаде почит на загинатите гостиварски бранители во Кумановските настани, Серафимовски и Илиевски. Да ви се заблагодариме што и денеска сте тука заеднички да го прославиме овој голем христијански празник, а воедно ве повикувам да одадеме почит на нашите храбро загинати бранители на Република Македонија, нашите драги сограѓани Ненад Серафимовски и Горан Илиевски, кој беше еден од најголемите иницијатори за возобновување на вековната традиција. 19 јануари водици се слави како ден на кој Свети Јован го крстил Исус во реката Јордан. Празникот го величи крштевањето како едно од светите тајни на христијанството. Водици денес пригодно се чествуваше во тетовските села Тејарци и Сиричино. Традицијата на скокање на млади момчиња во светените води по честниот крст продолжи и годинава, но со уште помасовно присуство на верниците. Големиот христијански празник Богојавление кај народот попознат како Водици денес се чествуваше и во населеното место Тејарце. Голем број верници присуствуваа на светиот чин на спуштање на крстот во црковниот базен во дворот на храмот Свети Димитрија. Отец Теодоси и парохискиот свештеник отец Перица Бојковски ги осветија водите на црковниот базен пошто беше спуштен крстот. Дарко Серафимовски, Боби Серафимовски и Филип Нацевски беа тројцата момчиња кои годинава скокнаа по осветениот крст. Најмногу среќа од тројцата храбри момчиња имаше Филип Нацевски. Значи, јас сум Филип Нацевски, годинава прв пат скокам по крстот, имав среќата да го фатим крстот и на сите им пожелувам многу среќа, радост и Бог се јави. Традицијата на чествување на празникот Водици во Тејарце трае од давнина, но со изградбата на храмот Свети Димитрија во центарот на селото, чинот на спуштање на крстот започнал да се врши во црковниот базен. Празникот Богојавление, ден посветен на јавувањето на Светото Тројство, кога Синот се крштева, Отецот се јавува од небото, а Духот се појавува во вид на бел гулаб. Пригодно се одбележа и во село Сиричино. Чинот на водосвет и фрлање на крстот го изврши парохискиот свештеник отец Жарко Мицковски, а овој пат во студените води на реката Вардар по крстот се упатија 3 момчиња: Денис Јовановски, Кристијан Јовановски и Александар Селковски. Најхрабриот и најупорниот меѓу нив кој се избори со водните струи и го фати крстот беше Александар Селковски. Јас сум Александар Селковски. Добро е чувството. Трет пат се фрлям, прв пат го фаќам. Среќен сум и на сите многу среќа, здравје, љубов. Традицијата на одбележување на овој празник во Сиричино е возобновена од пред неколку години, кога е најден стар месингуван крст во водите на реката Вардар, за кој се предпоставува дека во минатото, кога постоела оваа традиција, бил фрлен, но поради надојдената вода на реката не бил најден. Од неговото наоѓање продолжена е традицијата на водосвет и фрлање на светиот крст во Сиричино. Богојавленски чествувања денес имаше и во населените места Челопек, Брвеница, Теново и Сарачино. Голем број млади момчиња се фрлија во осветените води, но среќата да го фатат богојавленскиот крст имаа само поединци.
Со богојавленски поздрав Бог се јави, на вистина се јави, испуштање на осветениот крст во водите. Празникот Водици беше одбележан во Челопек. По повод празникот Света Божествена литургија беше отслужена во црквата Света Богородица, а потоа во црквата Свети Никола беше извршен чинот на водосвет и положување на осветениот крст од страна на отец Ненад Ѓорѓевски. По богојавленскиот крст годинава тргнаа 5 мина храбри момчиња. Сам ти, човеколюбив цару, дојди сега преку снегот во светот и осветија оваа вода. Сам ти, човеколюбив цару, дојди сега преку снегот во светот и осветија оваа вода. Бог се јави! Бог се јави! Бог се јави! Момчето кој успеа да го фати осветениот крст од спонзорите беше даруван со телевизор. Здраво, јас сум Дејан Николовски. Не ме е прв пат кога што го фаќам овој крст, втор пат го фаќам крстот, а ми е трета година кога што скокам. Многу сум среќен, задоволен. Очекувам многу среќа, љубов, прво здравје и очекувам на сите најубав. Им посакам најубав. Одбележувањето на празникот Богојавление Водици во населеното место Челопек беше заокружено со заедничка братско-сестринска трпеза на љубовта. Богојавленските чествувања се одржа и во Тетовска Барвеница. Денот на крштевањето на Господ Исус Христос во Водици во Барвеница беше масовно одбележан. Верниците од утрото дојдоа да запалат свеќи во храмот Свети Атанаси и да се помолат за свое здравје и за здравјето на своите најблиски. Во црковниот двор верниците присуствуваа и на чинот на осветување на водата и спуштање на крстот во црковниот базен, кој го изврши отец Ивица Спасеновски. И годинава по крстот се фрлија 3 момчиња, но само едно од нив го послужи среќата да го фати осветениот крст. Јас сум Никола Стански, прва се врнам по крстот, имам среќа да фатим. Посакувам на сите здраве, среќа, љубов и береќ. Со спуштањето на осветениот крст во водите на реката Вардар во Теново, традиционално беше одбележан празникот посветен на крштевањето на Господ Исус Христос. Пред пладнето отец Ивица Спасеновски изврши водосвети одврзување на светиот крст во црквата Свети Никола. Според традицијата, богојавленските чествувања се надополнија и со народна веселба во црковниот двор. Инаку богојавление во Теново се празнува од памтивек, а верниците не ги заборавиле верата и обичаите, продолжувајќи ја вековната традиција. Од црквата поворката од верници предводени од организациониот црковен одбор, а придружувани од музика, го понесе крстот до реката Вардар. Дел од обичаите и дарувањето на јаболка кои се собрани во текот на претходниот ден на празникот Водокрст. Осветениот крст беше положен во студените води на реката Вардар. По него тргнаа неколку мина, а по мал пресврт двајца го фатија честниот крст.
Значи имаше борба околу тоа кој го фати крстот, сега кој е среќениот фаќач на крстот? Јас сум Дове Мицевски. Вие го фативте крстот? Да, да. Дали Јас сум Златко Ѓуревски, значи од Броните Пливци, од прошлиот значи плива што фатив крстот, али тоа не испана непланирано сакам час. Рака видно е наше крстот, христијански е. Дали прв пат го скокате по крстот? Ја не знам никој пат скокам, али тет пат ми е, мислам се 2,5 пати, 2 пати сум го фатил сам, сега заедно го фатил. И што значи за вас ова се? Голема радост. Ова среќа, здравје, традиција, здравје. Да продолжи традицијата у нашето село, тоа е најбитно. Тоа е љубов према Бога. Дава љубов, среќа, тоа е битно. Чествувањето на Богојавление Водици во населеното место Теново продолжи во текот на целиот ден. Празникот Богојавление е посебен ден и за жителите на село Сарачино. Чествувањето започна со веселба и црковно-народен собир пред храмот Света Богородица. Поворката со луѓе потоа тргнува кон реката, каде што во водите на Вардар се спушта осветениот крст. Во чест на Водици, протоиерей Љубиша Блажевски го освети и прирежа кулачот принесен од кумовите. Пред големиот број присутни верници беше отслужен и Богојавленскиот водосвет, а по Богојавленскиот поздрав Бог се јави на вистина се јави, осветениот крст беше спуштен во речните води. Кон крстот тргнаа 9 млади момчиња, но среќата го послужи само еден. Ти беше тешко да примиш крштение од раката на претеча. Головиње извествуваше словесе утврждение. Јавлеј се, Христе Боже, и ми просештају слава Тебе. Бог се јави! Бог се јави! Бог се јави! За многу години, сречна величетна година! Се викам Даниел Јовановски, скокам по втор пат, прв го фаќам крстот, многу сум среќен. Се надевам дека ќе ми донесе среќа, здравје, све. За најсреќниот следуваше пригоден подарок, а чествувањето продолжи до доцните часови. Следува атмосферата од празнувањето на Водици во Раотинце, Ратае, Туденце и Прељубиште. Денот на крштевањето на Господ Исус Христос во водите на реката Јордан со водосвет и спуштање на крстот беше одбележан и во Раотинце. Чествувањето на празникот Богојавление во ова тетовско село има долга традиција. Богојавленскиот водосвет го изврши парохискиот свештеник Жарко Мицковски. По Богојавленскиот водосвет и евангелискиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави. Во водите на студениот Вардар беше спуштено светениот крст. Во трката по него неуспешен беше 16 годишниот Владко Савески. Овој наш голем светоден, ден на крштевањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос, денот на светото Богојавление. Богојавление почитувани се нарекува затоа што на овој ден потполно и јасно на човештвото му се јави Бог Света Троица. Ако претходно луѓето пред раѓањето Христово има сознание за Бога, преку виденија, преку пророштва, сега имаме јасно согледување на Бога, затоа што Христос, како Богочовек, како второ лице на Светата Троица, кој се раѓа предвечно од суштината на Отецот, кој прими човечко тело од Пресвета Дева Марија, дојде на реката Јордан да се крсти. Бог се јави! Бог се јави! Бог се јави! Среде, оче. Ајде, нека се следи. Ајде, храбро, момче, храбро.
Neka je čest. Neka je čest i to Bog se javi za novu godinu. Čekaj, moment. Ajde. Се викам Владко Садевски. По кој пат трипаш по? Прв пат. Како се чувствуваш? Супер. Што очекуваш да ти да? Среќа, здравје. Тоа. Празникот Богојавление со водосвет и спуштање на крстот беше одбележан во населеното место Ратае. Голем број верници не само од ова тетовско село, туку и од околните населени места дојдоа во црковниот двор на црквата Свети Атанаси да присуствуваат на чинот на осветување и спуштање на крстот во црковниот базен, што го изврши парохискиот свештеник отец Александар Стојановски. Годинава среќата да го фати крстот му се насмевна на 16 годишниот Антонио Петровски. Водосвет, а сега според преданието и традициите на нашата црква, честниот живототворен крст ќе го спуштиме во водите на базенот. Кога се крштеваше во Јордан, Господи, на светот му се откри Света Троица, зошто гласот на родителот сведочеше за тебе. Именувај те возлюбен си и духот видна кула, ја подуваше истинито става неговите зборови. Се јави Христе Боже наш и светото свет. Јас сум Антонио Петровски, прв пат ми оваа година се фрлам по крстот и среќа да беше на моја страна и го фатив крстот. Им посакувам на сите здравје, среќа, љубов, мир. Да ни кажете каква е традицијата на прославување на водици во село Ратае? Благодарност до телевизија КИС што секоја година не прати на ова наша манифестација. Инаке јас сум Раско Јовановски, председател на црковниот одбор при црквата на Свети Атанаси, село Ратае. Водици во нашето село се прославува многу години, значи традицијата продолжува со веселба, со фрлење на крстот, со доделување на награди, со чекање многу гости, пријатели на свечен ручек. Секоја година по 5 деца се фрлеле до сега, оваа година сите по 3 деца. Заинтересина, интересувањето е големо, има доста награди, еве Анче Златно за кумот на оваа манифестација за оваа година 2016. Скромни други награди што и доделува спонзори, граѓаните на село Ратае и така. За тебе се вриме, ова споме те долу, дојди излучи. Богата е Америка, така што сјава. Што ви леди моја слика и што одзадевам ја. Богата е Америка и така што сјава. Водици со водосвет и спуштање на крстот беше одбележан и во Туденце. Прославата на празникот започна од домот на годинишниот кум, а потоа верниците предводени од кумот, придружувани од музика, се упатија до реката Вардар. Највешт во фаќањето на крстот беше 19 годишниот Павел Тасески. Навистина пројави својата голема вера кон Бога. Во Јордане крштајушко свјат, Тебе, Господи, троическо јави ся поклонение. Родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возлюбljena god ja sina imenuja, i duhovine golubine, izvestvo vaše slove se utrženije. Javlej sja, Hriste Bože,
и мир просвещи и слава Тебе. Бог да ве благослови сите вас, Бог да го благослови нашето преубаво чуденце, Бог да ја благослови нашата татковина, Република Македонија. Душко да заме сок. Пробе и како ти. Ајде. Ајде. Тасевски Павел. Чувството е прекрасно. Трета година рибам, втор пат го фаќам. Посакувам на сите многу среќа, здравје и се него. Ајде, дига. Ти Павел. Дај му, Ај Павел, честито нека ти е. Црковно-народен собир и положување на крстот во црковниот базен имаше и во населеното место Прелюбиште. По пригодниот водосвет крстот беше спуштен во црковниот базен, а по него скокнаа тројца верници. Со чинот на фаќање на осветениот крст 16-годишниот Христијан Симоски стана кум на прославата за водици во Прелюбиште за наредната година. Возлюбена Господина именуја, и духовите голубиње, звестоваше словесе, утврдение, јавне Христе Боже, и мир просвеште и слава. Odmah držite zemlju, И јас сум Христијан Симоски и рибам по четврти пат, а го фаќам по втор пат. Што очекуваш да ти донесе? Среќа, здравје. Сега. Ајде. Чекај, постави за вас чима. Даниел Дончевски од населбата Маџари беше најсреќен меѓу 100 лица кои денеска се фрлија по светиот крст во водите на реката Вардар во Скопје, кој ги освети поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Ова е четврти пат како Дончевски го фаќа светиот крст за големиот христијански празник Богојавление водици. Петар Рупевски, 26 годишен охриѓанец од населбата Варош во старото градско јадро, е сречниот фаќач на светиот крст за годинава во македонскиот Ерусалим, градот Охрид. Тој по трет пат успева да доплива до крстот кој денеска во осветените води го фрли митрополитот Деварско-Тичевски господин Тимотеј. Собранието на Македонија синоќа ја избра новата преодна влада на чело со Емил Димитриев до вонредните парламентарни избори на 24 април. Тој го предложи истиот состав на владата како што беше и под досегашниот премиер Никола Груевски, на кој претходно парламентот му е констатирал оставката, што ја депонира во минатата недела. Иако беа предложени од мандатарот Димитриев, на седницата не присуствуваа министрите од опозицијската СДСМ за внатрешни работи и за труд и социјална политика Оливер Спасовски и Фросина Ташевска-Ременски. Извршниот одбор на СДСМ синоќа оцени дека не е прифатливо изборите да се одржат на 24 април без прочистен избирачки список и слободни медиуми и затоа нема да учествува на нив. Претходно Македонското собрание донесе одлука да се распушти на 24 февруари. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во вчерашната изјава наведува дека тој би преферирал консензуална одлука од страна на сите партии. Сега е од клучно значење сите политички и институционални актери во земјата да сторат се што можат да обезбедат фер избори според демократските стандарди, оценува Хан во синочешното соопштение.
Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со програмите на радио и телевизија КИС и имајте пријатна вечер.